Ви благодарам, почитуван председателе. Почитувани земјоделци, почитувани тутунари, во интерес на вистината ќе се обрзам утре на колегата од Прилеп да му дадам CD со интервјуто на господинот Данчо Милевски, со интервјуто на председателот на Сдруженијето на тутунари од Кривогаштанската и од Крушевската општина. Па нека процени македонската јавност кои се луѓето. Во интерес на вистината во тоа CD ќе има еден фолдер со слики од Данчо Милевски, со шал, со капче, со блуза од Социјалдемократскиот сојуз и записници од избирачко место 1403 што ги подпишува веќе 21 година. Ете, тој човек ги организираше протестите пред Прилепскиот Социјалдемократски сојуз. Ако организирал протести во ВМРО ДПМН, бидете убедени ќе имало 7000 луѓе, 1450 трактори. Но тоа не се случи. Таму беа само луѓето кои што имаат мака. Јас ве советувам. Единствено политичко нешто во овој случај, Општинскиот комитет во Прилеп упорно 10 дена ве повикува да гласате за, да им помогнеме да се ги земат луѓето субвенциите. 100.000 луѓе во Македонија земаат субвенции. Ако имате сознание за некој криминал, дајте им првен шанса на луѓето да земат субвенции, а потоа исклучоците, оние кои што велите вие дека криминално земаат субвенции, има институции на системот кои што треба да го решат. Ваша задача е да го обелоденувате тоа. А не може вака од собраниската говорница 0,01% случаи има криминал во субвенциите. Да им дадеме можност на прилепчани да земаат субвенции за 14 милиони килограми тутун што го предаваат, да земаат 42 милиони евра по однос на предадениот тутун. Ете тоа значи вистинска заложба за тутунарите. Исклучоците има институции кои што треба да ги решаваат. Искажавте една невистина која што морам да ја демантирам. Субвенциите тутунарите ги зеле во октомври и ноември. Не. Бранко Црвенковски на митингот во Прилеп на 30 јуни оваа година кажа дека, колешки Казанџиска, субвенциите се доделени на 29.6. овој месец, навремено 2 дена пред истекот на последниот рок. Ете тоа го здоболи господинот Бранко Црвенковски. Дека тутунарите навремено се ги зедоја субвенциите, а Ленче Николовски ја остана само пред Тутунска банка да ги снима гужвите и да вара тутунари кои што се незадоволни затоа што еден час чекале да се ги подигнат парите, а надвор имаше 3000 луѓе, замислете. Ви благодарам. Липот можете да го погледнете на еден